Ке се префрлиме на изложба по повод 125 години од раѓањето на академскиот сликар Вангел Коџоман. Ивана Крсеска-Јаневска ја вклучува Милинковски на оваа тема со свој соговорник. Ивана, добро утро за тебе и за нашата гостинка. Добро утро, Слободанка, до тебе. Пред се да го честитам денеска светскиот ден на телевизијата, на сите медиумски работници, но секако и на сите наши гледачи кои што се постојано со нас. И секако да ви посакам добро и убаво утро, или пак секако да останете понатаму, нели, наши верни гледачи како што тоа го правевте досега. Ве поздравуваме од Даут Пашинамам, каде што токму во вторникот беше свечено отворена изложбата по повод, како што спомена и ти, Слободанка, 120 години од раѓањето на Вангел Коџоман. За тоа што творел се тој, што се може да се погледне на оваа изложба, која што ќе биде отворена се до 20 декември. Ова утро ќе разговараме со кустосот Александра. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Пред се, Александра, што се може да се погледне еве на оваа изложба која што беше отворена во вторникот? Добро утро и вам. Да ви посакам и драго ми е да вашето доаѓање во нашиот храм на уметноста, да го наречам, се те поклопува со празник кој вие го имате денеска. Во вторникот беше отворена Национална галерија оваа изложба на Вангел Коџоман, која представува 120 години од неговото раѓање. Изложбата е од програмата на Национална галерија, која има обврска задача да се грижи за нашите уметници, кои се основоположници на нашата уметност, современата македонска уметност, и секоја година имаме вакви изложби кои се значајни за нас и за нашата јавност културна, за да можеме да се подсетиме на авторите кои се присутни, да се навратиме на нивното творештво и да повторно бидеме меѓу нивните дела. Оваа изложба, вака како е поставена сега, треба да ни покаже колку била желбата негова да ја представи својата земја во која живее, како влюбеник во својата земја. Неговото творештво е многу големо, познате по тоа дека има многу дела кои ги има изработено и многу теми на кои работам. Се чини дека нема ни една тема која тој не зачнал во своето творештво. Од портрети, автопортрети, актови, мртви природи, пейзажи, социјални теми, теми од ослободителната борба, значи се она што ја чини нашата историја и која треба да се запамети. Во овој простор сега, во оваа сала каде што се наоѓаме, се во главном делата врзани за архитектурата на Струга, бидејќи тој е роден во Струга, а животот ќе го мине меѓу двата града, Скопје и Струга. И сакавме еве да оваа колекција која тој има подарено на градот Струга, бидејќи се чувствувал дека треба да му се одолжи на својот град, е поставена во оваа сала. Тоа се Струшките улици, архитектурата Струшка која денеска веќе малтене ја нема во градот. Тоа е она што сакавме да се подсетиме на неговото творештво, бидејќи не е малку сработено за за време на неговиот живот, а познате по тоа дека по својата реченица дека уметноста треба да им припаѓа на сите, таа не треба да биде нечие ексклузивно право. Затоа се чини можеби дека има многу дела, меѓутоа тие се сите наменети некому и посветени некому. Да, Александар, ќе ви се заблагодарам за ово исцрпен разговор, исцрпен вовед кој што ни го кажавте за она што се може да се погледне, нели, овде си до 20 декември. Тука секако со нас имаме и директорката на Националната галерија, Маја Неделковска-Брзановска. Ќе ви посакам и вам, директорке, добро утро. Пошто е познат најмногу Вангел и односно во која група на уметници припаѓа тој? Вангел Коџоман ни припаѓа на првата, ние велим, основоположничка генерација на македонската современа уметност, на кои припаѓаат Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Димо Тодоровски, Тому Владимирски, Димитар Пандилов Аврамовски, првата генерација на академски образувани сликари, кои го донеле новиот модернистички израз во македонската современа ликовна уметност.
Работеле во тешки историски услови, кога требало нели во услови на војна, на сиромаштија да донесат нешто ново и го афирмираат македонскиот момент во развојот на модерната ликовна уметност. Вангел Коџуман има специфичен ликовен израз, неговото творештво генерално не може да се подели на фази, но можеме да кажеме дека има два периоди во неговиот развој. Првиот е предвоениот до 1950 година, кога работел во духот на академскиот реализам, со известни постимпресионистички влијанија од Белградската ликовна школа, и вториот е по 1950 година, кога веќе има формиран експресионистички ликовен стил со примеси од фовизмот. Овдека нова изложба, како што спомне и колешката, има дела со различна тематика, работел портрети, автопортрети, пейзажи, мртви природи, најмногу ја работел Струшката чаршија, па и Скопската чаршија, има дела со социјална историска тематика, значи еден широк распон на ликовна тематика. Работел теми со акварели, масла и цртежи. Така, оно што е исто така значено, односно остава печат во неговото творештво, секако се и големиот број на автор-портрети кои што тој ги има направено. Да, има, овдека можеме да видиме една развојна мисла и во автопортретот, значи автор кој се представил себе си, веројатно, како вели колешката Александра, автор кој до сега сме сретнале ете најголем број на автопортрети кои ги има направено и во кој може да се видат тие стилски тенденции кои претрпеле влијание во неговото творештво. Ја ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и јас. Да, секако ние ќе ве поздравиме од Националната галерија, од Аут Пашинамам, каде што е поставена изложбата по повод 120 години од раѓањето на Вангел Коџуман. Ќе имате можност оваа изложба да ја погледнете си до 20 декември, а секако изложбата беше отворена во вторникот на 19 ноември, така што е еден цел месец посветен на овој голем значаен уметник кој што творел и работел на релација Скопје-Струга. Ивана, благодарам за разговорот и за ова што исто така го најавивте за сите љубители, за да можат да погледнат и секако изложба која вреди да се погледне.